Администрацијата и државните фирми и понатаму се прават зброј 1 за вработување кај младите. Последните истражувања потврдуваат дека државата и понатаму не може да ја замени ништо кога во прашање се пари, но и сигурност на работното место. Според резултатите од истражувањето, просечната плата во енергетскиот сектор е 38.700 денари, па од овие причини и сите ги сакаат Елем, Рек Битола и други компании. На второ место од посекуваните работни места е државната администрација, каде просекот на плата е 27.870 денари. Овој нереален дисбаланс е дело на политиката која веќе 25 години е главен непријател на стопанството. Например, во јавната администрација малата продуктивност е нормална. Не се бара професионална надградба, а при тоа унапредувањата не се исклучени. Сето ова секако повторно е дело на политиката и партиите. Знаеш зашто зема? Оти ништо не работат. А у стопанството кога ќе отидеш, дали е приватно или е државно, мораш да работиш. Администрацијата се повише по капичите. Немаме команда. Треба таму тие шефови, градоначалник, да ги стави у ред и ради тоа. А обратно треба да е. У администрацијата да зимат 15.000, у стопанство да зимат 30 и сите ќе бегат у стопанство, нема да одат на у администрација. Па за тоа ти е полесно. Сите сака таму кога ти е полесно. За тоа е. Треба ли да биде обратно, да биде стопанството? Требе. Тоа беше пред 40 години, колку јас се сеќавам, од Македонка, од банката излева одеа у Македонка да работат за поголемо производство. Али сега не е. Од друга страна, лошата слика за себе ја градат и приватните фирми, зашто за многу важни позиции нудат минимална или многу скромна плата, а остатокот најчесто го доплатуваат на рака. Годишните одмори и користењето на празнични денови е неизвестност и сето тоа приватниот сектор го става како последна опција за вработување и секое чекање па и многу долго е исплатливо. Во свеста кај младите и кај постарите се уште има социјалистички остатоци дека приватниот сектор е место на робовладетели, дека не треба газдите да се прават од богати по богати и слично, што на крај овој сектор го прави неконкурентен за вработување. Колку и за илустрација, во источниот регион има најмалку 1500 млади пријавени во агенцијата за вработување, кои се со висока школа и тие веќе долго години чекаат на државното столче. Воопшто не се заинтересирани ниту за преквалификација, ниту пак за друго работно место во приватниот сектор. Прва и последна желба на нив им била и останува државната плата.